Добро вечер. Ова се вообичаено минутите за граѓанскиот форум. Се надевам, почитувани гледачи, дека можете да го насетите прашањето што би било провокација. Но за едно стереотипно прашање, а тоа е на тоа што сега, практично се крие нашата реалност. Вулгарноста е до таа степен злоупотребена, што мислам дека гневот на граѓаните веќе не го интересира само НАТО. Прво, се помнат јавните предпријатија со партиски кадри. Второ, за време на власта на Груевски и борбата за против заробената држава, Израел се претвара во својиден антипод. Се очекува пресудата, односно одлуката на Врховниот суд, дали ќе биде достаден според своето начално мислење и ќе ги одбие барањата на СЈО за продолжување на притворот за неколку тајкуни за кои деновиве СЈО, а и во нашата емисија и на посебен брифинг соопшти како се переле парите од државата, како се изнесувале во оазите на финансиските раеви и како потоа влегувале во државата. И ако продолжам вака, до нашиот следен гледач не сум сигурен дали ќе се задржам само на НАТО и што сега. Но во основа, за оние што во иднина имаат намера да останат на власт и да ја водат државата, НАТО ќе биде ореол на нивната на лупата под која сите нив ќе ги ставиме под знак на прашање и под компетиција на нивните одговорности и на изборните ветувања. Значи, кратко е прашањето, многу по-широк ми е мојот вовед со провокација. НАТО и што сега, а вие сами одберете што ќе коментирате, кога ќе коментирате и на каков начин ќе ги соопштувате вашите становишта. Телефоните ви се познати. Знаете дека вторник и четврток се вашите денови за така наречениот граѓански форум и повелете. Да не видам сам со себе. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака сега, дали може да малку да се искоментира за претходниот прилог што беше за кај Дувњак или мора само за нас? Интервјуто на Джолев? Да. Повелете, кажете зашто да не. Така сега. Кај народот тој едно општо мислење дека колку законот кај нас не важи за богатите и за политичарите. А едноставно на младите им се праќа порака, крадете колку и што можете повеќе за да не идете во затвор. Значи, кога имаш многу пари, можеш да потплатиш и суди, можеш да потплатиш и политичари и све, и едноставно да не одиш во затвор. Проста математика. Значи, на СЈО му се дада 18 месеци, а требаше милион разговори да се прочешлаат. Пазите сега која логика, 18, а пред тоа знаеме нема кај да се сместат и не знам што. И фактички они работеа, мислам, година ефективно за работа. Што сакам со тоа да кажам? Со 18 месеци не можете милион разговори само да ги слушате, а камоли да дојдат до овакво. И целата филозофија, целиот тој циркус доаѓа до ситуација демек прислушкувани разговори не може да бидат да се ставаат во законот, мислам немаат правно дејство. Како до сега кога го формираа СЈО можеше да има, значи под притисок на амбасадорите, што беше главна цел, еве ги крада да го тргнат Груевски. Цел народ гласаше против ВМРО заради тоа што цела машинерија од надворот тука зборуваше дека многу се крадело, не знам што. Не видов
човек во затвор. Груевски се обвинува што земал Мерцедес. Кај се милионите? Значи, каде има кривична одговорност? Нема никаде. Значи, народот тоа колку и да е будала, колку и да се овци, на некој начин го гледаат тој абсурд. За НАТО. Што сега? Јас прашувам две прашања. Дали НАТО ќе ни гарантира дека нема да има голема Бугарија и голема Албанија? Тоа треба Столтенберг директно да се праша. И втората работа, што ќе се случи од овие 29 земји, една да не дигне два прста, односно да не подпише и ние да извисиме. Дали тогаш ќе важи предспанскиот договор? Просто прашање, што би сакал и вие и било кој да ми одговори. Јас морам да кажам дека не сум сезнајко. Можем, но тоа би било претенциозно на ваши и на мои дилеми да одговарам со мои лични становишта. Но еве да си дозволам луксус само за миг да кажам мое становиште. Дека прашањето на големите држави на Балканот може да биде затворено само во една голема Европа и една голема асоциација како што е НАТО. Моje гледиште. Што ќе се случи ако една од државите 29 членки не го ратификува протоколот? Мислам дека влогот на Брисел и на Вашингтон е толкав голем што баш би сакал заедно со вас да го видам тој јунек или таа влада која нема да го ратификува тој договор. Но може би сум и пристрасен. Може би. И оставам на оден начин една искрена сомничавост, што е инаку својствена за новинарите. Добро вечер за следните гледачи. Добро. Ало, добро вечер. Повелете. Јас се јавам неколку пати, а сега ова интересно прашање, односно интересно е НАТО со спица и што сега. Јас би ве прашал, Чомовски, едно прашање. Не сум пристрасен нити за НАТО, нити за онаа друга страна, да кажеме Русија. Пошто вие вас, односно мене, односно на сите македонци, поблиско едно НАТО, од, да кажеме, оној другиот, односно другата страна. Тоа е едно прашање. Која друга страна? Дајте да ве дефинираме. Па другата страна би била рецимо сојузот со една Русија или со така исто, мислам, интересна работа. Као прво, зашто да бидеме ставени само на една страна, односно зашто да бидеме за НАТО, а зашто никој не прашува дали ние можеби како народ, како луѓе, како славјани да кажеме, ќе бидеме по-сигурни со една Русија. Јас не гледам разлика измеѓу НАТО и Русија. Првом како сили, мислам. Тоа е едно прашање и би ме прашал лично вас, како човек, зашто сте среќни што влагаме во НАТО, а не би биле сретни да бидеме со Руската Федерација или како ја нарекуваат, каде што јас исто гледам сила, моќ и богатство. Добро, и очекуваме да одговор. Мислам дека на оден начин ме провоцирате, но јас сум подготвен. Јас со вас сум подготвен на секако провокација. Еве ќе ви кажам директно и екзактно. Македонската надворешна трговска размена се одвива 75% со членки на НАТО и на Европската Унија. Тој е број 1. Се разбира, тука ги вклучувам и соседите од кои многу од нив се членки на НАТО. Број 2, ако не отворам некој друг дискурс на историски реминесценции, е фактот дека Македонија успеа да обезбеди свој национален интегритет благодарејќи на западната антифашистичка алијанса.
Се разбира, има историчари кои тоа може да го спорат, но не заборавите дека на столот на Јалта едно бело писмо меѓу Черчил и Сталин ја поделија Македонија. А вие сами заклучите што тоа во овој момент излекуваме. И трето, или четврто, во овој момент во големото клатно на геостратегијата прашањето е дали ќе се сојузите со пријатели кои ве сакаат или не ве сакаат, а ве уважуваат, или ќе останете приврзеници на една опција која не дефинира на каков начин и со какви стимулации може да придонесе кон стабилизација на Балканот, а при тоа да не биде нивен егоистички, стратешки или воен интерес. Толку од мене, се разбира, не сакам да навлегувам понатаму, ако сте расположени за полемики можеме и натаму, но да видам другите наши гледачи. Повелете. И ве молам, ќе ве замолам, можете да ме провоцирате колку сакате, но немојте да ме прашувате. Јас сакам да го чуем вашиот став. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Значи, НАТО и што сега? Значи, знамето на НАТО се истакна пред владата и тоа заврши. Меѓутоа остана нашето тмурно секојдневие. Секојдневно сме бомбардирани со вести. Што за непотизам? Ништо во ова општество, ништо не се сменува, не се смени со тоа што се вее знамето пред владата. Буквално ништо. Ние како жители или државјани на оваа република, или сега Северна република Македонија, не чувствуваме никаква промена. Напротив, секојдневно, јас мислам дека сите запаѓаме во некоја депресија. Нема правда, дефинитивно не верувам ни дека ќе има. Еве сега доаѓаат председателски избори, јас лично можам за себе да кажам, немам намера да излезам да гласам, веќе не верувам во ни една влада, не верувам ни во ни една партија. Сметам дека партиите што се препукуваат, вие сте криви, ССМ е криво што изгуби. 100 пратеника во парламентот македонци не можеа да се сложат за битните прашања на Македонија. Во што да верувам? Јас навистина Чомски не знам во што да верувам. Не верувам во луѓето кои живеат оваа држава, во луѓето кои треба да ги гласам, на кои треба да им верувам и кои треба да ова на жестери слад што му паѓа таму во антикорупцијска. Кого убедува дека никој не знал? Ајде што го наместија таму, него таме прават и будали уште да мислиме дека Джефери не знаел дека неговиот слад конкурира. Веќе се чувствувам бедно кога некој ме прави будала или народски речено ми става рогове, ме убедува дека убаво ми стоја. Со тешко може да ме убеди дека убаво ми стоја. Моето прашање е што ние, народот, во оваа Македонија треба да очекуваме или да не очекуваме, дека никој нема да одговара за ништо. Тотално сум разочарана. Благодарам. Пријатно. Добро ви благодарам. Прашањето е до сите нас, а начинот на кој продолжив што сега, со најавата дека овој бран на непотизам и на партизација на јавните фирми наслутува на еден лош дух на груевизмот и тоа час поскоро Заев и неговите партнери го сватат, тоа подобро за нив и на следните избори и луѓето многу лесно се соочуваат со реалноста, одошто со на одреден начин ирационалноста дека можете да ги убедите НАТО и сега се сте добиле. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, поздрав до вас, поздрав до емисијата. НАТО и што сега. Вака го гледам ова. Знаете што ние постигнавме една голема надворешнова политика, едно овто заокружување на границите, заокружување на државата, заштитата на државата, со пристапни преговори со НАТО,
и мислам дека и стабилувањето во НАТО, за членувањето во НАТО. Решивме само еден проблем во државата. Оне што е другиот, многу побитен проблем, економскиот дел, делот каде што функционира државата. Мислам дека државата буквално не функционира во овој момент во наша кај нас. Сите институции на сите нивоа, било кое ниво да го патите, било кое министерство да го земете, не функционира. Имате слабости, имаме знаете, ние дедовме на сите прашања да не ги решава Заев во оваа држава. Ако не чини во Министерството за култура, дај да се повикаме Заев што правите. Ако не чини во Министерството за здравство, господине Заев, што се случува таму? Дали немаме луѓе, дали сите се на некој начин корумпирани, дали немаме кадар кој што моралот е на толку ниско ниво во државава, што јас разбирам дека луѓето што ќе дадат на функција дека сака да се ги запослат нивните деца и дека нема кој друг да им ги запосли ако они не се ангажираат, затоа што ситуацијата во оваа држава е таква каква што е со години и се реперкусира она што го имавме 11 години или 27 години, затоа што не мрднавме од дното во кое што бевме, во кое што дојдовме сега, не идеме не гледаме некој излез не гледам. И вие, кога ќе земете една бројка која што во статистика се покажа дека 82% од младиве така да напушта државата, тоа збори за каква држава се работи, какво е владењето во оваа држава. Кога 82% од младиве така да напушта државата, тоа е страшна нешта работа, знаете. Треба секој да се замисли во главата, секој министер, секој раководител во секоја институција во државата да го постави ова прашање. 82% така да чуде, па кој ќе остане во оваа држава, да ви кажам. Ја не знам, нас може да ни се случи после 10-15 години да немаме народ овдека. Ја не познавам човек, пријател, граѓанин, кој што нема некој во надвор, знаете, кој што нема некој кој што отиде надвор и тоа е крајвиќе, нема враќање надвор. Мојата внука, ја не верувам дека ќе се врати во оваа држава затоа што таа е примила американско државјанство веќе и таа останува таму. Не гледам дека подобро ќе биде нешто или ќе направи оваа држава подобро од она што го има таму што е пружено во тие држави. И ти комшијата, децава на моје комши. Проблемот е тоа што веќе младинава не се задоволува, критериумите на младите стана многу повисоко од она што ние ги гледаме 500 евра, знаете. Имате многу млади кои што неќе да работат веќе ни за 1000 евра во оваа држава. А не зборам за 500 евра да работат. Здравството е катастрофално. Нешто мора да се направи, некој голем рез, некоја една ревизија во државата, со таа реформа, да не кажам од темано од сите нивоа, од доле од чувар па до директори, и овој непотизам што го гледам сега, знаете што буквално вие точно дека има разлика, дека порано се крие работите, дека се правеше тој криминал и се правија тие велики тендери и така натака, но не со ова што го јавно што го обделуваме сега, ние не придонесуваме, правиме уште поголем револт кај народ. Обделувањето на сите овие непотизми кај министри, кај пратеници, амнестијата што ја направивме за да на некој начин дојдеме до изгласување на овој договор што ги имаме со прества, сето тоа ни се враќа како бумеранг во понатамошниот функционирање на државата. И ја не знам како ќе се излезе оваа држава ако судството ние цело време со години збориме за судството, истите судија пред за времето на воевизмот и сега ни остана истите судии. Судиите што судија за време на воевизмот се јавуваат кај Заев и вика сега ќе судиме за тебе. Знаете што е тоа, мислам, како не можеме да правиме реформи со луѓето што криминалци, не сега ќе видам криминалец за вас. И крадам сега за вас или ќе судам сега за против другите. Добро, ви благодарам многу. Стандарди. Добро, и јас мислам дека на Македонија недостига поголемо чувство на обврска и кон општеството, и кон исполнувањето на домашните задачи, и како индивидуалци, и како институции. Да не глорифицираме, но сакам да ги чуем и следните наши гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Проверете. НАТО.
И што сега? Ви испровоцирала. Да, повелете. Па да ни направи еден протекторат, пошто ние веќе одамна заслужуваме и како народ, да некој друг ни ги решава работиот, очигледно гледаме дека сами, мислам дека можеме, ама мислам и дека се плашиме, а и не сакаме. Зборувам ова како и синдикалец, зашто велам. Многу малку емисии од сите новинари за кражбата на работничкиот труд. Еве јас гарантирам, со кој сакате, дека дневно има 50.000 работни часа што не се исплатени. Минимум. Минимум. Тоа се 1.500.000 работни часа во текот на месецот. Каде одат тие пари? Знаете каде? Во рушвет код нашите институции што треба да го спроведуваат законот за работни односи. Со сите рушвет, големите фирмички ќе си ја потплатат инспекцијата, тој голем рушвет во цифра е многу поголем од оној што се дискутира. Значи, кажувам дека сум синдикалец, во фирма од 100 вработени имаше кражба месечна на работни околу 500 часа. И сум избркан од работа, моментално сум, без никакви согласности, година и кусур дена, нели викаме подбрза постапка, значи ова го зборам со докази, и ја кажувам цифрата на пари која што државата не сека да си ги собере. Ама затоа па структури од државата си ги прибираат. А како рековте, колку часови вишок не ви платили или не сте добили? Не разбирам. Јас во зборам како синдикалец што одбранував бројка од 40 вработени што не им се исплаќа прековремените работни часа, а ги има на годишно ниво по 400 часа. Добро. Значи да не одзимам време и од ланија би сакал, пошто многу пати рековте, значи со документи, еве би сакал да замолам и да оставам број и да ви презентирам. Оставете го бројот на нашата режија и бидете сигурни, веќе имам собрано едно 15 на такви броји од нашите гледачи и оваа недела, до крајот на неделата ќе ви се јавиме и ќе видиме што од тоа да одбереме за ваше гостување и како тема што може да биде интерактивна. Ета, ве држам за збор, Чомовски, и очекувам на вистина. Па на оваа воза само уште за збор може да ме држите. Добро вечер. Ете. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, повелете. Ало? Да. Господин Чановски, јас сум еден од тие што се радува со возрезот на НАТО. Меѓутоа имам еден предлог. Председателските избори сега што ќе се одржат, чинат многу пари. Тие многу пари да се дадат на културата, каде што нема пари. А за председател да го замолиме господин Ван Хауте да ни биде, а ако сакаме да го средиме судството, да си го земеме Прибе да го замолиме. Решението за македонскиот народ е едино да дојде некој од надвор, затоа што ние меѓу себе ќе се изведеме живи. Толку имам да ви кажам. Не, чекајте се, бидете на линија, зашто многу сакаат да знаат зошто НАТО и зошто странците. Вие ми дадавте инспирација да подсетам. Не да бидеме протекторат. Македонија во овие 27 години, 28 години самостојност, не ке беше тоа што сме без меѓународните посредници, без меѓународните гаранти. Од моментот дека 5 председатели на уставни судии со Бадентер, Херцоге, etc. го проседува уставот и ни дадоа согласност да бидеме самостојна држава пред европјаните. До моментот на УНПРЕДЕП, УНПРОФОР, која гарантира границата на Македонија, безбедноста на Македонија во кризните подречи. До големото пријателство со Америка и договорот со Турција, кој на одреден начин значија, и двете се членки на НАТО, значија на одреден начин некаква гаранција дека оваа кревка држава може да биде држава. И на крајот... Протекторат, господин Чомовски. Чекајте само еден момент да ве подсетам. Ние сме протекторат на собствениот народ, кој што не знае што сака во моментов. Не, ја не се согласувам со таа теза дека имаме неписмен народ и дека нема... Имаме многу писмен народ, меѓутоа, овие кои што не водат, ВМРО и СДС, тоа се иста партија,
Јаши Мурто да узјаши Курто да ми извините на изразот, значи не можеме да го најдеме решението и за председател на држава можеме да избереме само надворешен човек до кого што не може да се дојде. Толку од мене. Што ќе правиме? Кинески зид на водно па да не може да се дојде. Знам што сака да кажете, но мислам дека дека тоа не е најсејното решение. Не е да не е решение, ама не е најсејното решение и последно е веројатно. Добро вечер на следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Во НАТО и што сега? Повелете. Значи, во НАТО кога ќе влеземе има едно решение. На судиите да им се дае многу голема плата. Да не може никој да ги подкупи. Значи, ова треба да го размислат сите во државата. Зошто ако еден Џафери или еден председател на собрание со баџанакот може да игра како сака, ако некој судија или некој председател на комисија антикорупцијска има 5000 евра плата, нема да слуша никого, ни братот, ни сестрата, ни чичкото. И ако подобрен глас се јави некој и да рече, слушај, таа прателичка го запослила синот во Елем, ако излезе некоја тужба дека некој ја го запостил бесправно, тога судијата кој што зема 5000 евра плата, ќе го осуди тој тамо и ќе го избарка од работа. Тога нема непотизам, нема да има корупција, нема да има... Значи, судиите треба да имаат многу голема плата. Не 10.000 евра да имаат плата судиите. Кога ќе дојде некој кај нив, предмет, од братучет, ќе рече, извини брате, ја 10.000 евра месечно не губам да те спасам тебе. Оди си тамо у затвор и немој да ме бараш више. Дај Боже да е тоа решението, но не е. Благодарам. Тоа е решението. НАТО судиите треба да имаат најголема плата во држава за да го може да го и премиерот да го осуда како треба. Така е, на тој план се согласувам, но дали е само се во платата? Значи, ќе ви посочам еден пример во НБА. Зошто НБА лига е најгледана во светот? Зошто судиите, кога судеа тамо, земаа некоја плата без веза и судеа. Кога дојде не можам да се сетам кој дојде газда на НБА лига, вика, слушајте, судиите од 1000 евра, $1,000 плата, 100.000 месечно ќе земаа плата. И судат безпрекорно. Добро. Така и кај нас. Значи, прв чекор судиите, кога ќе судат правилно, нема корупција, нема мито, нема вработување без така. Добро. Благодарам многу. Можам да се согласам со вас врз основа на некои мои сознанија дека, например, судиите во Европскиот суд за човекови права годишно со сите приходи имаат меѓу 15 и 17.000 евра. И затоа на одреден начин сложени предмети и непрестресни одлуки носат, што имаат влијание врз сите држави. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Повелете. И јас се јавив сега и се мислам што сега. И јас се мислам. Исто како вашата тема, што е НАТО и што сега. Ајде, малете го малце звучникот на телевизорот и до тогаш ќе ви текне што сега. Вака. Се јавив по однос на темата, пошто ми интригираше многу темата како тема, вашиот увод. Наспротив вас, односно по телефон, е исто 40 годишен граѓанин на оваа држава, кој има одредена кариера, односно работел на разни институции, невладини организации и така натаму, но сега врши една функција, односно работа која поради неколку прилики или неприлики што биле во текот на животот, не сме го земале тоа што треба да го добиеме, односно што ни следува, како
граѓани, како интелектуалци и така натаму. НАТО е голем чекор за ова држава. Сметам дека многу граѓани кои мислат дека треба пред се да се земат односно да тргнат од самите себе си, односно што може да прават за ова држава. Тоа е небитното прашање и дека ова држава е држава на сите граѓани, а не на одредени групации и така натаму. Што се однесува до последните вести што ги слушаме по однос на избрани лица и така натаму, непотизам и така натаму, изгледа не дека за жал останали само тие најблиските во ова држава на функционерите кои се во власта, а не тие што стварно заслужуваат да бидат на ова држава и да допринесат, бидејќи сигурно имате информација, сте имали и новинарски, како да кажам, теми и така натаму, каде што поголемиот број на младите од оваа држава замина бидејќи не може да ги поднесат неправедностите што им се случува. Пред се мораше да биде политички определена личност, па тек тогаш да се објави на некој оглас. За жал стана хит сигурно пред 2 години натаму, меѓу кои јас сум едно од тие жртви што за жал за еден испит, односно за една диплома, човек треба да биде рангиран на тоа дали има искуство или нема искуство. Во Академијата за суди и јавни обвинители, што се поништи огласот. Поради тоа што биле земени неколку сертификати за познавање на странски јазици. Ние за жал во тука во оваа држава не ги знаеме јазиците, односно одредени луѓе, тие мал број се, не се голем број, не ги знаат јазиците меѓу комшиите, а бараат запознавање на англиски или некој друг јазик во судовите и така натаму, а кога ние во нашите судови зборуваме на македонски, албански и одредени други јазици, односно со преведувач, толкувачи и така натаму. Така да, јас мислам дека за оваа тема НАТО и што сега, пред се мислам дека сега треба ние да се отрезнеме, што се вика, да ги засукаме ракавите, да почнеме да работиме и нормално да мислиме за нашите деца, бидејќи еве и ние сме родители и сме загрижени за иднината на нашите деца. Добро. Што можеме ние за нив да направиме, што треба за нив да обезбедиме и дали да ги научиме на тоа што за жал нашата генерација беше научена, односно да зачленува на некоја политичка партија и така натаму. Затоа мислам дека што сега? Ние сега треба да се отрезнеме и да почнеме да работиме за нас, за никој друг. Благодарам многу. Мојот Facebook соговорник или пријател Драгослав ми пишува: не гледам НАТО како ќе ни го реши менталниот склоп. И силен проблем е со него. И мислам дека е во суштина правата дефиниција за тоа дали го сваќаме предизвикот на НАТО како ментален склоп, како обврска да сториме и да работиме. Само да работиме. Тоа е основната дефиниција. Еве, да не должам повеќе, само да ве потсетам за нешто што цело време го зборуваме, дека од вечерва сме Република Северна Македонија, дека протоколот освен во Грција е усвоен во Словенија и утре во Албанија, во најскоро време и во другите соседни држави, но владата веќе го сменила насловот на својот сајт. Веќе ве информирав дека од 2020 година ќе почне процесот на замена на македонските монети со новото
име Република Северна Македонија. И сега да не ве оптоварувам понатаму, зашто знам што ќе ми кажете, па тоа ли е жртвата што требаше да ја дадеме. Но ние се ја дадовме, ја вложивме жртвата за еден прилично јасен стремеж, кој генерацијски, бидејќи 27 години е речиси една цела генерација, и која ги обединува сите политички сили без оглед кој од која позиција настапува. Затоа морам да ви кажам дека јас бев вџашен од гледката дека еден Ѓорѓе Иванов, актуелен председател, и еден Бранко Целенковски, поранешен председател, не најдоа за потребно да излезат пред платото на владата и да се појават при подигањето на знамето на НАТО. За Али Ахмети не сакам да коментирам, бидејќи ако му е срцето и душата НАТО, ете му шанса да се поклони пред еден меѓународен, пред символ на една меѓународна асоциација кон која дуи тој самиот лично претендираше. Се надевам дека монологот завршува со следниот наш гледач. Добро вечер. Господин Чомовски, сакам реплика, две работи, една кон тебе, една кон предпоследниот гледач. Значи, не ми одговоривте или не ми одговори никој што е можно една земја да не го потпише договорот за да влеземе во НАТО. Не ме следите добро, ви одговорив и мислам нема потреба да полемизираме. Повелете. Доволно е НАТО јак и изврши притисок. Јас би рекол хипотетички, ако не се потпише од една држава, дали ќе важи, да кажеме, Преспанскиот договор? И втората реплика околу оној предпоследниот гледач што рече големи плати за судиите. Тоа не е доволно. Човечко толку е ненаситно и алчноста нема крај. Добро, благодарам многу. Да не се претвориме во една полемична трибина која ќе соопштува 2 до 4 погледи или 2 наспроти 2 прегледи, зашто сепак е ова форум на граѓани. Добро вечер за следниот гледач. 22:44, уште 15 минути за насловот, одговорите и животните преокупации и провокации. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Во програма сте, намалете го телевизорот и пукајте. Да. Ало, добро вечер. Да, добро вечер, господине Чумовски. Добро вечер, ама ја мислам дека, се извинувам, мислам дека режија чув и женски глас. Зашто нашата сограѓанка ја исклучивте? Добро, повелете, вие па ќе се вклучи она, повелете. Добро вечер, повелете. Да, вака се, значи, ова темава ви е многу двосмислена, иначе во врска со НАТО и општата состојба што е светска глобализација. Мислам дека погрешно сите ние ги резонираме работите. Значи, после распадот на Советскиот сојуз и таа противтежа што беше на НАТО, значи се случија тектонски промени, нова глобализација. Во таа нова глобализација, падот на Берлинскиот зид, кој ретко кој го спомнува, е основа, значи, на сето ова што се случува сега од падот на Берлинскиот зид па навака. И сега кога прашувате и што сега? Па, значи, НАТО, сето тоа што го сето тоа што во изминатиот период, значи, го постига, фактички е продолжение на една политика која што Балканот го завзема и се движи према Советскиот, према Русија. И сега зашто викаме дека НАТО и што сега? Па ние немаме друга подобра опција, поради тоа што поради тоа што сега и да побараме ние сега поддршка од русите ништо не превземаат на оваа линија на Балканов.
Апсолутно се согласувам. Ако ме следите од почеток, јас малку поширока експликација дадов околу нашите аспирации, околу тоа што значи овој сојуз, што во ова противтежа во овие 27-8 години Македонија најде кон исток и од исток. Дали имате уште нешто? Толку. Добро, ви благодарам многу. Добро е што го фативте прашањето на глобализацијата. Во глобализацијата вакви мали, минорни држави, милионки држави имаат во суштина само еден ќар, а тоа е прашањето на глобалната заштита или како што ние тоа го викавме и се уште го викаме еден патерналистички однос на сојузите кон интегритетот на државите. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Атанас од Скопје. Или поточно од ЗАПРИ, Здружение на граѓани за праведно судење и применување на законот. Добро. Сега викаме ние НАТО и што сега. Точно. НАТО и што сега. Еве ние влегавме во НАТО. Што сега? Сега значи не нас се преостанува работа. Која работа ни преостанува? Значи ние мораме да го заведеме судот прво, законот прво, да го средиме законот, да го прецизираме и допрецизираме, да направиме да се применува законот, а никако не можеме ние да го применуваме законот, освен независна граѓанска породца од 15 души. Што они ќе кажат дали е праведна или неправедна пресудата. Не се тоа одбрани 15 граѓани, него од 500 граѓани се одбира 15 души саат време пресудење. И таа породца не навлегува во пресудата дали било вака или онака. Они едноставно кажуваат пресудата е праведна или неправедна. Guilty or not guilty. Добро? Моле? Мислам дека доаѓа до на guilty or not guilty. Винен или не винен. Да, повелете. Сега. Ние се сретнавме еднаш, јас ви го разговаравме нешто околу ова. Имаме наша веб страница која е значи zapravda.mk. Може секој да ја отвори и да види што ние предлагаме. И еднаш да застанеме, значи ако сакаме напред да одиме, ние мораме прво од судот да тргнеме, затоа што тоа е столбот на државата, да ги средиме законите, односно да ги прецизираме и допрецизираме законите, и после тоа секој еден да си ја знае својата работа, што му е него работа. Односно секој еден граѓанин да биде одговорен спрема државата. Зна општо земено за све, без разлика, па тој и да е, значи хигиеничар, дали е хигиеничар во осмолетка или средна школа, или е да го кажеме председател или така натаму, секој да си знае својата работа и спрема својата работа да има одговорност. Ако ние не почнеме и ако не го направиме тоа, ние не на тоа влеговме некако вака, така, со гужви, со трчање, со секако, значи влеговме во НАТО. Во Европа нема да влеземе. Ако се уште се однесуваме вака. Значи, прво нешто што треба да се ослободи државниот апарат. Доста се више само у администрација, затоа што администрацијата више има 500.000 вработени, а све на све 700.000 се работно способни. Тие 200.000 не можат да го зголемат пензијскиот фонд за да може да се направи да функционира пензијскиот фонд. Зашто? Затоа што сите овие 500.000 се буџетари живеат од овие 200.000. Има тука многу работи што треба да се направат. Има многу нешто што треба да се работи и да се биде оно што кој ќе се каже да биде кажано. Предлогот
наш што е, па ќе го повторам, ние го имаме на таа веб страница за правда.мк и верувам дека ќе го погледнат. Верувам дека ќе најдете време едноставно да направиме да ја кажеме пред народот што ние предлагаме и како ни го гласуваме. Затоа што ниту претходната влада на тоа не им одговараше, ниту на оваа влада тоа не им одговара. Они во секој случај го држат судот во своји раце и донесуваат пресуди како што сакаат. Се дека е така, не е една антикорупцијска комисија. 5 нека ги има. Се дека имаме ние нечесни суди, се дека имаме мито и корупција во најмалиот сегмент, ние напред не можеме да идеме. Добро, како рековте дека сте запри, така? Да. Фала ви многу. Се надам дека доволно време искористивте во овој граѓански форум. Дали има уште некој гледач? Се ближиме кон крајот и... Имате. Повелете. Имате, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до сите вас во студијата и до сите што гледаат еден сега. Прашањето на вистина е интригантно. Не знам, не можам да сватам во кој контекст е поставено, иронично, рамнодушно или како треба да звучи прашањето. Во секој случај имплицира дека се грижиме за сегашната и за иднината, што сега, значи треба да се прашаме всушност што сега и од сега натамо. Одговорот е многу едноставен. Пред малку рековте и самиот вие дека ние сме милионче држава, така да ако сакаме да бидеме во друштво на големите, нели, а тоа ни е на сите барам вака декларативно целта, тогаш треба да ги следиме правилата кои што големите батковци ги поставиле за играње. И тоа е многу едноставно да се следат правилата, затоа што тие се таму поставени за да може да се учествува во сето тоа, а во секој случај, ако не сме подготвени, ќе ни помогнат или ќе не натераат да сватиме каква патека треба да изодиме. Жалосно е што овие промени што треба да ги направиме внатре, малце потешко ќе ни одат од една проста причина што не само во последните 10 години, но највеќе во последните 10 години го сме изгубиле чувството за заедничко, затоа што системот ги натера луѓето да размислуваат што може секој сам за себе да направи, заборавајќи го она многу важно прашање. Не е важно што може јас да направам, нели, тоест државата што може да направи за мене, него што можам јас да направам за државата. Значи, сите треба да се грижиме за неа, веќе таа е наша една заедничка. И тоа е системот кој што треба да не води, значи од поединецот, од најмалата единка па натаму, до сите институции се разбира и највисоки. Вие жените секогаш сте говорили со инстинкт и со големо чувство на рационалност и разумност и ви благодарам за овие констатации. Добро вечер за следниот гледач. Граѓански форум 1 ТВ, ако сте уморни да затвараме. Ако сте расположени, слушам обиди некој да се приклучи. За жал, мислам дека телефоните... Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Може во емисија? Може сигурно, и веднаш сте во емисија. Благодарам. Господин Чомовски, ме слушате, не? Јас секојаш вас ве слушам, гледачите. Така, сега НАТО и што сега? Па добро бре, луѓе, па дали имаме стратегија? Па стратегија имаме ЕУ и НАТО, никој не рече против, така?
Ова е еден чекор по таа стратегија. Мене ми личи како на она Луи Амстронг, како се викаше првиот космонаут, која стапна на месечината. Мал чекор за човештвото. Да, Мал чекор за мене, голем за човештвото. Да. Значи некој што го направи овој чекор е мал, ама за Македонија е голем. Што значи, ако е таа стратегија, треба да продолжиме по тој пат и да си ги спроведеме работите што треба да ги направиме. Не може сега, ајде одма дајте ни нешто. Не бива така. Се знае дека таа средина е поразвиена, дека има одредени стандарди и нивоа, што рече еден само Ван Хојт и привени треба да не води, ама ја мислам дека ние имаме многу добар кадар, ама во овие 10 и кусур години, да речем повеќе, се дуплираше таа администрација. Таму имате еден куп народ што појма нема што работи, нити е стручен, нити професионален, и тие не можат да издржат таа работа. Тука мора да се ослони, како да речем, не мора да брка, и на мирен начин. Тој што знае, дај му работа, овој другиот пушти го на страна, нека плива. Ме разбирате? Значи мора некој што знае да ги прави работите, иначе во оваа ситуација се од нас зависи, како луѓето не можат да сватат. Па треба да се засукаат рукави. Ти вика, еве ти отворена врата, еве ви го во јуни ЕУ, ама дај почнете да правите, не? А ние само ај некој да ни даде. Ме разбираш? Значи, тоа е мојата концепција на целото излагање. Значи, треба да се запне сега, еве, имаш добра клима да продолжи со сето тоа, поддршка од сите страни. Ајде сега да направиме тоа што треба. А не, ја неќум НАТО, бил ваков, бил таков, ЕУ неќум, а сите идат у ЕУ. Па што идат таму ако не им е добро? Ајде да не зборам многу, благодарам. Пријатно. Да, што зборувате? Не, ба, ова е тема, што да ви кажам, ја вака по возрастен може и до Сабајле да зборувам, ама битна ми е концепцијата. Навикнат сум во колумна од 2-3 минути да кажам содржина, со вовет и со резиме, па така да кој разбрал, ќе разбере. Кој не разбрал, и до утре да му кажуваш, ништо нема да разбере. Ке се качи на следната станица на железничкиот воз. Апсолутно сигурно. Добро, благодарам многу. 22, се ближиме кон 23. Последниот наш гледач, и со тоа завршува овој едночасовен диалог меѓу вас и мене, меѓу телевизијата и граѓанскиот форум. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер, господине Чом. Добро вечер. На телефон е Томе Стојановски. Повелете. Сега вака, сте ме заборавиле. Не. Сега, НАТО и што сега? Добро. Сега, господине Чом, ние треба да уживам. Аха, јас сакам да бидам вклучен во тој клуб на уживање. Дозволете, сега вака. Значи, своевремено еден познат американски психијатар ги советувал жените што се силувани да не пружаат отпор кога ќе бидат силувани, затоа што ако е нешто неизбежно, мора да се случи. Ама барем малку да извлечат некое задоволство од таа работа. Па нас сега истото ли се случи? Ние сме силувани, не можевме да го избегнеме тоа, сега е време малку да поуживаме во тоа силување, па да видиме што ќе испадне по нас. Морам да ви кажам дека не се согласувам со паралелата, но во секој случај доста е иронична и одважна. Смела уствари. Добро, повелете понатаму. Ме слушате? Ве слушам внимателно. Дозволете сега. Денеска имаше на вашата телевизија со една докторант по уставно право. Да. Вие сте познат новинар, барат новинарски, и ние сме колеги одамна на друг факултет. И искрено да ви кажам, јас сум крајно разочаран од вас како една елитен новинар, како една елита македонска, и се ова што го направивте, и сега и понатаму продолжувате да го оправдувате. Едноставно, треба да се има храброст и да се каже. Тоа е тоа, заврши приказната. Вас ќе ве нема. Кога ќе ве снема, тоа ќе биде од Бога понатаму одредено. А вие и понатаму сте пензионер, и јас сум ваш врсник, и понатаму се убедувате да оправдате нешто што оваа држава
мораше да го доживее, да види дека не ја бидува, нема правда, нема мир. Кај сте, господине Чам? За нема правда. Кај сте да дигнете глас против она кршење, не кршење, убивање на уставот? Кај сте вие да дигнете глас против начинот на кој што се доведе до ова што ни се случува сега, северна? Океј, северна. Ама дајте кажете, овој што ни го направи ова и сега ќе го прави понатаму, тој мора сега да си замине. Да заврши приказното со него, а ние да си плачеме понатаму, како што си плачат тие кога ќе им умрат стаканите на нивниот гроб. Ние сега треба да си плачеме на нашиот гроб и како што кажа господинот психијатар Скот, му е презимето, ќе си трпиме и ќе си уживаме во силувањето во натамошните години што ни доаѓа. Арно, ама, тој исто вели, ќе дојде време кога силувателот ќе биде казнен. Само стрпете се и уживајте до тогаш. Фала многу, пријатно. Добро вечер. Вратете го последниот гледач и во нейните 2 минути, ако има уште што да додаде. Не може, добро. Добро вечер. Добро. Еве тоа нека остане една дилема која ќе лебди меѓу парафразата за силувачите и одмаздништвото. Не е баш така, јас ја знам таа приказна, но еве да не спорам индиректно ако не сте вклучени, а ако бевте вклучени ќе ви кажам. Поштовани гледачи, следевте вторнички граѓански форум, без оглед што на оден начин прашањето е прилично двосмислено, прилично провокативно, непредвидливо и така натаму, мислам ја постигнав целта, а тоа е дека го за скокоткав вашиот интерес за диалог. Уште еднаш повторувам, Македонија од вечерва е Република Северна Македонија. Утре на граничните премини Табановци и Богородица ќе бидат поставени новите табли. Започна со новото име, започна ратификацијата на протоколот за НАТО членството, по Грција тоа се Словенија, утре Албанија. Почнува таа динамика, ќе видиме до каде ќе стигнеме утре во НАТО. Во седиште на НАТО, министерката за одбрана ќе седи меѓу министерот за одбрана на САД и генералниот секретар Столтенберг, веројатно и како своевидно добре дојде и за напорите, а и за прилично големите откажувања на Македонија во својот напор да се докаже дека има капацитети за сојузништво, а по цена на собствените откажувања на некакви исконски потреби кои понекогаш на човекот многу му значат кој е, што е, каде и како е. Ви благодарам уште еднаш, бевте со Александар Чомовски. Јас ви стојам на располагање и за критики и за соочување. Следете не и следниот четврток, доаѓа време за вестите. Пријатна вечер.